Почитувани граѓани, почитувани пријатели, 2,5 години не е многу долг период, но сепак и за толку кратко време направивме голем пресврт. Со честно и домаќинско работење го вративме достоинството на граѓаните. Ја зголемивме вредноста на трудот и ги враќаме парите назад кај граѓаните. Секое семејство денес живее подобро. Секое семејство има повеќе приходи. Минималната плата ја зголемивме од 9 на 14.500 денари. Просечната плата исто така постојано расте. Расте и социјалната помош за неверојатни 300%. Тоа се реални пари. Тоа е реално подобар живот и грижа за сите. Не се фрлаат парите на граѓаните за лажни фасади, во жални врби или не се изнесуваат на сметки во Белизе. Тука не застануваме. Не сме направиле се. Можеме уште повеќе и уште подобро. Имаме план за постојано зголемување на минималната плата. И таа до крајот на следниот мандат ќе биде 20.000 денари. Тоа е за 120% повисока минимална плата од таа која што ВМРО ДПМН ни ја остави. Минималната плата ја оставија на мизерни и срамни 9.000 денари. Ние ветуваме дека до крајот на мандатот ќе биде 20.000 денари. Ќе расте и просечната плата и таа до крајот на следниот мандат ќе биде 34.000 денари. Со тоа ќе растат и пензиите. Затоа што можеме уште повеќе, можеме уште подобро. Денес пред вас се уврзуваме на нови цели. Нудиме решенија за сите граѓани, решенија за подобра иднина. Носиме нова македонска развојна економија, која ги штити работниците и носи повисоки плати и нови работни места. Го зголемуваме и повратот на пари кај граѓаните преку данокот на додадена вредност, и тоа од 600 на 800 денари месечно. Заедно со сите вас ја спречуваме сивата економија. Секој граѓанин е инспектор. Драги пријатели, со домаќинско работење секогаш има повеќе пари за граѓаните. До крајот на мандатот ќе ја вратиме нашата економија на солиден и одржлив раст од 4%. Изборот е јасен, разликата е видлива. Од една страна концептот на СДСМ и враќањето на парите назад кај граѓаните, од друга страна концептот на ВМРО ДПМН која парите од граѓаните ги носи во Белизе. Сакаме безбедност и сигурна држава, која живее во мир, или сакаме обнова? Обнова на режимот, на поделбите, на притисоците, на инспекциите и на списоците. На 15 јули одиме на нова победа со нови успеси, затоа што знаеме како, затоа што заедно можеме.